Од петок се најавува голема временска промена. Следува продор на студена воздушна маса со дожд и некаде и снег. Од петок нашето подручје ќе потпадне под влијание на циклонска активност, како и на влажна и студена воздушна маса, така што и времето ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд на планините. Овие врнежи наместа ќе бидат и доста обилни, а ќе преминуваат во снег и во повисоките места, при што ќе дојде до формирање на снежна покривка. Какви температури ќе има во ниските, а какви на високите места и во кои делови од државата? 7 степени би биле долж по Вардарието, додека пониски во ридско-планинските предели, кои во недела во ридско-планинските ќе се спуштат и до 0, додека во југоисточните и долж по Вардарието ќе достигнат до 5 степени. Додека дневните најниските 2 степена во местата што се со повисока надморска височина, а некаде 8 до 9 степени во долж по Вардарието. Дали ќе се вратат и силните ветрови? Ветрови некои силни не се очекуваат, ќе дува само умерен ветер кој ќе биде претежно од северен правец и тоа повеќе во петок од подневните часови, како и во сабота во текот на денот. Како граѓаните ќе се штитат од ниските температури и дали ќе излегуваат помалку? Облечаме палто, капа, ајде. Маска ставаме за загрение воздух да не фаќа. И така. Дали излегувате почесто на ладно? Се излегуваме, ше рано се бавали, у 5 сата по двора на сланата. Ракавици, капа, шали и толку. Така, дали излегувате почесто кога е ладно? Да. Кој имам работа? Со огин. Така. А дали излегувате помалку? Почесто. Добро се облечеме и штитеме се од ниски температури. Па огино си запалеме, прошетаме малку и готово. Огинчето запалеме, пиеме чајче и Дали излегувате често кога е ладно? излегуваме. Кога е почист воздух. Со ниските температури дома си палеме огинче, надвор си излаваме, секој ден си шетаме.